Фактот што и во моментов сум член на Советот на општина Куманово и актуелна председателка, всушност од 2017 наваму, беше првичниот мотив повторно да се кандидирам, да бидам кандидатка за членка на Советот, и идна се надевам повторно председателка на Советот на општина Куманово. Вела дека во изминатиот 4-годишен период моето раководење со Советот остави еден автентичен, оригинален печат, еден повисок степен, повисок квалитет можеби во начинот на менаџирањето, во балансирањето помеѓу повеќето советнички групи, така да тоа беше првичниот мотив да се пријавам на интерниот конкурс, така наречен, во рамките на нашите партиски процедури. Фактот пак што мојата матична партија, Социјалдемократскиот сојуз, ме номинираше за носителка на листата за советници на Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата, беше признание повеќе, но и мотив и одговорност повторно да ја освоиме довербата на нашите сограѓани. Улогата на еден советник е да биде вистински представник на своите бирачи, да биде гласноговорник на нивните идеи, да одговора на нивните прашања, потреби и да ја пренесува потребата на сопственото мало, сопствената улица и сите оние што го дале гласот за него. Всушност, сите членови на Советот, како членови на високото представничко тело во рамките на локалната самоуправа, представуваат своевиден мини парламент и се главни креатори на локалните политики, на одлуките од клучно значење за развојот и просперитетот на една локална самоуправа, во случајов нашата најголема локална самоуправа во државата, општината Куманово. Досегашниот совет и се уште актуелниот состав постави едни нови стандарди, повисоки, своевидна професионализација, иако ние сме волонтери, имаме поушалена доместок, имаме свој професионален живот и ангажмани во своите работни односи, сепак сите членови на Советот, без исклучок, овој пат стигнаа заведно ниво во тоа што значи вистински представник на граѓаните. Сметам дека сите ние бевме различни и по професионален бекграунд и по политичка провениенција, ама сепак секој од нас го даде најдоброто од себе. Токму затоа бевме интересни, привлечни за следење. Дури на социјалните мрежи се појави една анегдота која е најпопуларна емисија, Советот на општина Куманово. Јас тоа не го сметам за недостаток, напротив, за комплимент, за потврда и признание, дека сме успеале да го привлечеме вниманието не со атрактивност сама по себе, туку со интересни дискусии, со корисна дебата, каде што секој член на Советот дава се од себе да ги задоволи потребите на своите бирачи, на оние што ги представува. Инаку имавме разноликост и во етничкиот состав, во представништвото на политичките партии и од тука имаше надпревар и борба на идеи, така да би посакала и идниот состав на Совет само да го продолжи овој тренд, да се надгради уште повеќе, да биде динамична, конструктивна дискусија, а сепак да има добра и успешна соработка. Сите ние во овие изминати 4 години, иако бевме политички конкуренти, успеавме да станеме трајни пријатели, соработници во политичкиот живот, затоа што на крајот на криштата ние имаме само нијанси и разлики во тоа како ги имплементираме нашите политички програми, ама крајната цел ни е организација и креација на подобар живот на граѓаните на општина Куманово. Независно дали сме од десна, лева, централна позиција, имаме начини на политики, на имплементација, сепак работиме во интерес на граѓаните и тоа мислам дека успеавме на најдобар начин да го покажеме во изминатите 4 години. Јас би сакала повеќе да говорам за оној трак што го ставивме ние како членови на Совет. Како што реков и во претходната тема, сметам дека бевме автентични и оригинални, дека внесовме новитети во работењето, како, например, би ги издвоила вклучувањето, сега веќе и со статутарна основа, со измената на статутот на општината, на форумите на заедниците. Форумите на заедниците се еден од најнепосредни облици на локална демократија, на локална самоуправа, каде што сите наши сограѓани, независно дали се припадници на политички партии, на невладиниот сектор, на бизнес заедницата,
дирекцијата на јавните установи можат сами да учествуваат во креирањето и во имплементирањето на локалните политики. На тие форуми на заедници сами предлагаа концизни проекти кои понатаму заедно со општинската администрација беа доработувани и сами ги создаваа критериумите и по пат на бодирање јавно, транспарентно во 5 форумски сесии беа избрани најдобрите проекти и оние што во моментот се најприоритетни. Така да тоа мислам дека е добра практика која треба да се негува и понатаму и во идните состави на советите на општина Куманово, најнепосредно граѓаните да одлучат и да кажат што во тој момент е од приоритетно значење за решавање. На тој начин ние успеавме да isfinansirаме неколку проекти со помош на UNDP и дел од буџетските средства. Нашите сограѓани изминатата година сметаат дека тоа е од областа на социјалната сфера, така да со средствата кои со помош на наша успешна апликација на проектот Јакнење на општинските совети ги освоивме, успеавме да ја реконструираме целосно зградата на постарата зграда на училиштето Браќа Миладиновци, каде што учи најранливата категорија на ученици со посебни потреби. Освен тоа, исто така сметам дека е успех што ние сите членки советнички, независно од политичките партии, успеавме повторно да го возобновиме и да го заживееме клубот на советничките. Нашиот клуб на советнички имаше неколку успешни активности од сферата на спортот, рекреацијата, комунитарна дејност, но и успешни дебати во рамките, например, на заштитата на човековите права, на родовата еднаквост, заштитата од семејното и другите видови на насилството, што покажува дека можеме да се надминеме, да создадеме една надпартиска платформа во која заеднички ќе работиме за подобра позиција не само на жените во општеството, туку воопшто на сите граѓани во општина Куманово. Коалицијата Најдоброто за нашата општина, чиј предводник е Социјалдемократскиот сојуз и нашите коалициони партнери, програмата ја црпе од потребите, од одгласот на нашите сограѓани. Така да, од сите сфери на општественото живење во општина Куманово имаме подготвено, конципирано и веќе ги презентираме нашите проекти за наредните 4 години. Сметаме дека се потребни посериозни интервенции, да имаме современа, модерна комунална инфраструктура, реконструкција и изградба на сите локални патишта и улици, на дополнување, изградба и осовременување исто така на водоводната, атмосферската и другата канализација, на потребите на граѓаните во другиот тип на комуналната уредување на комуналната сфера, но сметаме дека е многу важно да се вложува и во општествената надграба. Така да планираме зголемена поддршка, финансиска и не само финансиска, и во рамките на јакнење на капацитетите во сферата на културата, образованието и социјалната заштита. Имаме бројни проекти во делот на културните политики, поддршка на младите творци, нови креативни форми, како например стрит фестивал, потоа надпревар на графити, на поддршка на млади дејци во рамките на театарската, на филмската уметност, поддршка на ликовните уметници, на музичките дејности, се со цел да го јакнеме аматеризмот и да помогнеме исто така професионалните институции од сферата на културата во општина Куманово да можат да подготвуваат квалитетни и посериозни проекти. Спортот е многу значајна гранка од секогаш, а особено изминатата година кога се соочивме со светската пандемија, покажа колку е важно вложувањето во рекреацијата, во училишниот спорт, но и поддршка на нашите клубови од сите сфери на спортот. Ке се залагаме и ке се грижиме да има рамномерна поддршка, да нема фаворизиран спорт како што може би се случувало во изминатите години понекогаш, туку сите спортисти, зависно од успесите, да добијат соодветна помош, поддршка, а исто така да ги јакнеме и новите трендови. Се ќе следиме, реков, ќе бидеме со очи широмо отворени, со дослух за потребите на граѓаните и исто така многу е значено да кажеме дека нашата зелена агенда е високо на листата на нашите приоритети. Заштитата на животната средина е услов без кој не се може. Така да планираме зголемени инвестиции во сферата на гасификацијата, стимулација на замена на нестандардните, нееколошките начини на загревање со инвертери, потоа стимулација на производство на алтернативни извори на грејање и што е најважно, да ги зголемиме зелените дробови на општина Куманово со засадување
на најмалку 50.000 нови садници. Со тоа и градот ќе ни биде позелен, поубав, ќе дишиме почист воздух и ќе имаме поздрава животна средина. Главните приоритети на нашата советничка група ќе биде имплементација на програмата со која настапуваме, со која уверена сум и се надевам уште неколку дена ќе имаме можност да ги увериме и сите граѓани на општина Куманово и ќе победиме на престојните локални избори на 17 октомври, за да имплементираме програмата, за да ги реализираме сите предвидени проекти од сите сфери, на урбанизмот, на уредувањето на социјалната заштита, на културната надграда, спортот, рекреацијата, комуналното уредување и работењето на јавните установи, јавните предпријатија, унапредувањето на образованието, потребна е подршка, потребно е мнозинство во Советот. Со мнозинството кое и овој пат убедливо ќе го освои Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата, ќе можеме да дадеме придонес во креирање на локалните политики, во имплементација на визијата за општина Куманово како модерен европски град со решени комунални проблеми, со удобен и спокоен живот за сите возрастни категории. Значи, спокојно и безбедно да ги растеме нашите деца, да ги живееме зрелите години, да доживееме професионални дострели и да имаме безбедно и спокојно старење во рамките на уреден град со многу паркови, со многу зеленило, кои ќе го заслужуваат името на живот во најдобрата општина и во најголемата во Република Северна Македонија. Се разбира, како идна председателка на Советот на општина Куманово, длабоко сум убедена, ќе се залагам повторно за принципите на имплементација на демократски начин на работење и одлучување во Советот, почитување на правото на секој да го каже своето мислење, доследно, прецизно, до крај законско работење, почитување на одредбите на деловникот, на статутот и на законот за локална самоуправа и креирање на своевиден локален дом на демократијата во кој секој представник, секој член на Советот ќе може да го искаже своето мислење, да се залага за своите ставови, а се во интерес на најдобриот живот и најдобрата политика за нашите граѓани во општина Куманово. Секако конкуренцијата е многу добра работа, тоа е поттик повеќе за надпревар на идеи, надпревар на политики, надпревар и во ораторство, зашто да не начинот на презентирањето на ините членови на Советот. Впрочем, и сега е тоа така. И во моментов актуелниот состав на Советот на општина Куманово го сочинуваат представници на повеќе политички партии, на неколку коалиции, кои се различни, реков, и со политичкото убедување, и со етничкиот, и со религискиот состав, различни се и по тоа од кои делови на градот и општината доаѓаат, а со овој пообемен и поинтересен надпревар со дури 13 советнички листи, сметам дека тоа ќе биде квалитет повеќе во демократскиот надпревар и всушност ќе биде одраз и на онаа слика што имаме како мултиетничко, мултинационално, мултикултурно Куманово. Така да разноликоста е само доказ повеќе дека можеме, иако ќе бидеме различни во начините на решавање на проблемите, во новите проекти, во новите идеи, да бидеме единствени во тоа да го дадеме најдоброто од себе и да направиме се за нашите граѓани, за нашите бирачи и за сите жители на општина Куманово. Почитувани сограѓани, драги мои кумановки и кумановци, вие секогаш знаете да го направите најдобриот избор. Да почувствувате кој е искрен во своите програми, кој цврсто стои и ги продолжува традициите на добро и успешно раководење. Социјалдемократскиот сојуз ви нуди и овој пат квалитетна програма со конкретни проекти и се залага за мултиетничноста, за праведноста, за равноправноста на сите граѓани на општина Куманово. Апелирам сите храбро, одважно, празнично да излеземе на 17 октомври, да го направиме најдобриот избор, да го заокружиме бројот 12 за најдобрата понуда на политичката сцена во овие локални избори 2021, а тоа е програмата Најдоброто за нашата општина, чиј носител е Социјалдемократскиот сојуз со своите коалициони партнери. Да ја дадете поддршката за убедливо мнозинство во Советот на општина Куманово, за да можеме заеднички да креираме модерно,
модерно, европско, урбано Куманово со кое ќе се гордееме сите. Се разбира, попуста е поддршката само за мнозинството во Советот, попуста и креацијата на сите овие политики, ако не можеме да дојдеме до крајна реализација, ако немаме успешен менаџер кој нема да дава само празни ветувања, току постојано ќе биде меѓу граѓаните, заедно со вас да ги имплементира проектите за чии одлуки ќе одлучува мнозинството во Советот на општина Куманово. А тоа е кандидатот за градоначалник на Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата Оливер Илиевски. Заокружете број 12 за советничката листа на Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата со мене како носителка Атина Моргашанска и кандидатот Оливер Илиевски, за да добиете најдобра, најквалитетна понуда и заеднички да креираме најдобар живот за сите граѓани во општина Куманово.